пресконференција КСС ја свикува по повод све повеќе нагласениот трансфер од јавен во приватен сектор. Можеме да кажеме слободно дека целата ситуација во последниот период почнува да ескалира поради изјавите и на министерот за информатичко општество и администрација и мерките кои што ги промовира владеачката коалиција, кои што трансфер треба да се спроведе после изборите. Значи, можеме слободно да кажеме тоа што го говоревме и во изминатиот период, дека предвестие на целата таа операција се неуставниот колективен договор, кој што беше потпишан во последните денови пред распуштањето на собранието. Беа исто така потпишани и низа поединечни колективни договори, еден месец претходно, за кои трудовиот инспекторат се изјасни дека имаат пропусти и дека се незаконити, каде што им укажува на одредени институции во рок од 30 дена тоа да го исправат. И секако, уште една причина за која што ние сакаме да ја кажеме, тоа се анкетните листови за функционалната анализа, кои што се противзаконити, кои никако не можат да бидат функционални затоа што е направена методологија со европски проект, со европски пари и треба да се постапи по неа, а со овие анкетни листови само се дава можност на директорите да вршат закани, заплашување и уцена врз вработените во јавниот сектор, затоа што за потребата за едно работно место сега одлучуваат само тие. Сакаме да истакнеме дека колективниот договор кој што е незаконски и неуставен, кој што е потпишан на само неколку дена пред распуштањето на собранието, пропишува К15 од 9000 денари, кои што воопшто не се предвидени во буџетот и важи само за 17.000 административци. А одредбите за систематизација на работни места и опфатот на функционалната анализа во тој договор опфаќа преку 55.000 административци, со што само по себе кажува колку се брзаше да се легализира оваа алатка за уцени и притисоци. Впрочем, ние како синдикат прашуваме зашто е потребен овој трансфер на веќе обучени административци, кога сведоци сме дека во последниве 3 години имаме преку 40.000 нови вработени во јавниот сектор, бројка која што е далеку поголема од онаа што се прикажува како вишок во јавниот сектор. Во последниот период, особено во последниот месец, во многу институции се поведуваат многу дисциплински постапки, што само по себе повторно кажува дека таа цела операција е отпочната, но освен ние другите молчат и преќутно го одобруваат тој чин. Не се врши само притисоци на нашите членови, тие притисоци почуваме да ги трпиме и ние како синдикални лидери, затоа што се прави притисок и врз нас, кој јавно и гласно зборуваме за овој трансфер. Мораме да истакнеме дека во последно време се појавува еден феномен во јавниот сектор, а тоа е стрес заради губење на работното место, со што вработените се под постојан притисок, се заплашуваат со дисциплински постапки, со губење на работни места и истите стануваат лесна мета на властодржците за манипулација, па затоа ги повикуваме сите надлежни институции веднаш да ги спречат ваквите действија.